Екологистите сметаат дека оваа зима ќе биде многу полоша во однос на аерозагадувањето. Аријанит Џафери вели дека економската криза, односно високите сметки за струја, но и поскапувањето на огревното дрво, ќе ги натераат граѓаните во грејната сезона во печките да горат остатоци од мебел и гуми. Тој ќе придонесе да се зголеми загадувањето на воздухот. Се очекува дека зимата ќе биде уште со позагаден воздух од разлика со претходните години и поради самиот факт што барем до овој момент околу 10.000 семејства примија инвертори од страна на државата, за да се греат на инвертори, но со поскапите сметки на струја и со новата да кажам политика на компанијата на овај електроенергетскиот сектор во државата, тој што троши повеќе ќе плаќа повеќе, значи јас се плашам дека и тие 10.000 семејства кои до некаде користеа инвертери и тие ќе се насочат на дрва, на јаглени, на можеби на други поштетни материи за грејење. Сме имале случаеви, значи и порано да слушаме дека има семејства кои согоруваат се и се што, па и гуми, па и улје, па и се и се што, значи и тоа мислам дека може и пак да се очекува и да се врати во поголема количина поради тоа што и струјата поскапе, но и дрвото поскапе, значи и пелетите и се друго. Џафери вели дека властите треба да прават почести контроли, но и да има субвенции за сметките за електрична енергија, за граѓаните да се грејат на струја. Па мислам дека кога сме кај локалните треба поголема контрола кон овие предпријатија кои продаваат и дрва, но и овие предпријатија кои продаваат тоа што останува во производствениот процес, дали се тие фабрики за мебел, дали се тие автоотпади, пошто од автоотпадите често пати се купуваат и гуми и улје и се такво. Значи да има поголема контрола врз нив за да видат што продават и каде се продава тоа и како се користи понатаму. Од страна на државата тоа најпаметното нешто што може да се случува моментално за да се митигира целата оваа криза е да се дава некоја субвенција или да се намалуваат акцизите за струја или цените на струја за да повеќе луѓе се греат на струја и со тоа значи да имаме помалку загадување.